За денес е студија на случај. Сите знаете што е студија на случај. Всушност се работи за стратегија за развивање на критичко размислување и вештини за решавање на проблеми. Така беше и најавено, нели, во самата најава. Па повеќе ќе се задржиме на тоа, ќе поминам на текстуалното да остане забележано, да можеме во секое време да прочитаме, а потоа кога ќе престанам да делам ова презентација, ќе споделуваме и примери од секојдневието, односно секоја година правиме барем една студија на случај и секој наставник ќе може нешто да сподели доколку сака. Значи, фактот што со помош на анализа, собирање и евалуација на информации ученикот, поправо приправникот, развија стратегија за решавање на конкретен случај, работи заедно со соучениците, а приправникот со колегите, и ги брани своите аргументи, им покажува на соучениците како да конструират своето знаење за новите наставни содржини, а и дека често секој проблем има повеќе од едно решение. Во интеграција на повеќе наставни предмети, она и што се бара, нели сега гледаме да вклучиме што повеќе предмети, студија на случај учениците научуваат како да учат. Значи не стекнуваат знаења само по еден предмет, туку општо. Истовремено ќе стекнат и повеќе и знаења и вештини од повеќе предмети. Студија на случај им овозможува на учениците да размислуваат за сопствениот процес на одговорање под надзор и поддршка од наставниците, односно приправниците под надзор на менторите. Случајот може да биде сеопфатен или може да представува одреден сегмент од прашање кој е погоден за генерализирање на заклучоците и забележување на одредени одстапувања. И самите сликички што ги вметнав во презентацијата се всушност докази од некогашни студии на случај. Студијата на случај од науката е пренесена во наставата како дидактичка стратегија и наоѓа широка примена по сите предмети. Преку студија на случај може да се изучуваат одредени луѓе, современици, историски личности, групи на луѓе, историски локалитети, археолошки локалитети, институции, настани, појави и слично. Значи, битно е да дојдете до некоја идеја која што може да се вклопи во вашата настава и да знаете дека со работа или завршување работа со една таква студија на случај ќе се здобиете не само учениците, туку и вие со нови знаења. И покрај големиот избор на примери за студија, значи имаме избор на теми и можеме да направиме што сакаме, но тоа е еден најтежок чекор. Значи првото, за да се избере на која тема ќе работиме, е вистина најтешко. Неопходно е да се има солидно познавање на самиот предмет, јасна идеја за тоа што сакат да постигнат учениците, работејќи на студија на случај и кои дидактички чекори планираме да ги примениме при спроведување на таквата настава. За разлика од наставните содржини во учебниците, кои содржат повеќе оформена приказна и заклучоци, студија на случај во отсуство на готови материјали најмногу ја осмислува наставникот самостојно. Ние по природните науки имаме искуство со изготвување оние функционални картончиња и тоа се одлични насоки или така и започнуваат сите студии на случај. Значи, студија на случај треба да содржи одредени информации, но без дефинитивни заклучоци. Никогаш да не бидеме ние тие што ќе завршиме или ќе насочиме како да размислуваат самите ученици, туку треба секогаш тие да ги изнесат своите мислења, своите докази и своите ставови. Задача на ученикот е да работи на студија на случај, за да извлече релевантни информации кои ќе послужат како доказ во обликувањето на одговорот на првичното прашање или дадениот проблем. Работата на студијата на случај е систем од два дела. Првиот дел се состои од работа на самиот случај,
пошто следи дискусија за него и презентацијата на резултатите од сознанието. Процесот на учење бара од учениците и приправниците да применат низа истражувачки процедури, се анализира случајот, а потоа се конструира ново знаење врз основа на анализата. Следниот чекор е да се евалуират или да се проценат и да се соопштат резултатите на учениците, односно на наставниците. Но секогаш тоа соопштување треба да биде во право време. Тука е и една мапа за анализа на случај, фактички тоа што е кажано погоре, се работи за дефинирање на проблем како чекор, работа на материјалот, вреднување и соопштување на резултати, додека работа на материјалот се состои од знаење, разбирање, анализа и синтеза. И она што е многу битно, што треба секој да знае и би било убаво пред да почнеме воопшто било што да правиме, да разграничиме или цврсто да решиме што би било добро и каква полза ќе имаме од тоа што ќе го направиме, зашто ако ја ограничиме слободата, а тоа лесно се прави на учениците или приправниците, и ако им дадеме само една патека и начин на реализација на студија на случај, може да се добијат и погрешни или сугерирани резултати. Особено во истражувачкиот дел, ако се користи анкета со наметнат или однапред даден примерок на испитаници. И сега ова се методите на наставата и учење поделени според различни цели на учење, например усвојување на активно знаење како цел ќе се постигне со разни предавања, повикување на гости, предавачи, користење на вежби за изнаоѓање релевантни податоци и така натаму. Нема да ги читам сите, зашто ова се снима и подоцна ќе можете да прочитате секој. Развивање на способности и употреба на идеи и информации, тоа се практична работа, работно искуство, проекти, показни вежби и така натаму. А за развивање на способности кај ученици ќе се постигнат, односно овие цели ќе се постигнат преку надзор, презентации, есеи, повратна информација и така натаму. И способност за развивање на сопствени идеи и докази, повторно преку работилници, групна работа, учење со акција, ментално мапирање и така натаму. Помош во личен развој, ова цел ќе се постигне со повратна информација, ама на времена повратна информација, никогаш не давајте задоцнети информации без разлика дали се работи за ученик или наставник, акциско учење, искрено учење и така натаму, и развој на капацитети на учениците да умеат да планираат и управуваат со сопствено учење, значи проекти, акциско учење, работилници, рефлексивни дневници и така натаму. Значи 10 основни универзално прифатливи карактеристики што сочинуваат одлична студија се, што треба да дава можност да се запознаеме со реален и важен феномен, се базира на вистината и интересна приказна, има јасен фокус, се заснова на неодамнешна ситуација, не да раскажуваме нешто од одамна, освен ако не е историја во прашање, содржи цитати од весници, интервјуа или внатрешни документи од некоја компанија, важно за публиката, поттикнува одлуки, има актуелност и привлечност на темата, најкратко што може да биде, не да е прекратко, да не може да се видат релевантните факти, но треба да се може да се искаже, а при тоа да биде, да се задржи интересот на читателите и никогаш не е завршена, туку се коригира по секој пат кога се тестира. Сето овие 10 чекори можат и да се направат и во 5 чекори, кои што ќе бидат малку по-проширени. Значи, креирање на истражувачко прашање, јас ова го направив или едно тестирање или една студија на случај што ја завршив веднаш по ковидот,
беше како онлайн учење влијае на социализацијата кај децата. Избор на предмет беше студија на случај за невклучување на камери при присуство на онлайн настава и добивање податоци преку наблюдувања, прашалници или интервјуа. Истражувачот ќе добие секогаш повеќе информации за ситуација што ја проучува, анализа на собраните податоци и подготовка на извештај. Самиот формулар од прилика би изгледал вака: креирање на истражувачко прашање, и тука би можеле се да запишеме, наместо приправник ќе пишува ученик и долу наставник. И ова нешто што на сите ни е познато, знаете дека е од прирачниот што го поседуваме сите во нашите електронски библиотеки, и овде издвоив само заклучоците, односно како изгледа извештајот од студија на случај. Ќе видите на крај кога ќе ви ја покажам, кога ќе ви го покажам прирачникот, ќе знаете на што се однесува. И тука имате убаво сите чекори, значи воведи оправданост на самата студија што ја правите, методологија, опис на проблемот и на интервенциите, предизвици, резултати, научена лекција, заклучок, додатоци. И тука се надевам ќе успеам да прочитам. Издвоив само една студија на случај која што е правена, гледате, од 2012-2014 година, а ова воедно да биде и како најава за следниот тематски настан. Вели, ова студија на случај е опишан процес на инклузија во едно основно училиште. Така почнува, а завршува. Вика, секое дете понекогаш има потреба од посебно внимание и поддршка, затоа што секое дете е посебно. Инклузивното образование е единствениот пат кој води кон инклузивно општество, а инклузијата не може да се случи без системски приод. Наредната тематска сесија или тематска средба ќе биде токму за инклузија. И она што ви кажав, ќе го видите и насловот на прирачникот, кој што сите го користиме и сите наставници го имат во својата електронска библиотека. Автори се Горица Мицковска и Андријана Тасевска. Свеж пример или последно што сме го изработиле со моите ученици, а иницијатори за една таква студија на случај беа токму тие. Се работеше за да откриеме зошто под крошните на дрвјата е постудено, отколку под тендите, без разлика дали се работи за некаква метална или пластична тенда. А тоа го воопшто се наметна таа тема да ја работиме, зашто кога ја почнавме по ковидно учебната година, првите часови ги одржувавме надвор. И секогаш кога седевме под крошните на дрвјата ни беше посвежо, попријатно, отколку кога ќе седнеме под тендата на влезот. И тогаш се наметна тие прашања и работевме скоро цела година, да денес можеме да кажеме дека сме и откриле и зошто. Све е научно подкрепено и докажано, па во некоја од наредните сесии може би токму и за тоа ќе зборувам, а би ве замолила и вие да споделите нешто од вашата практика. Зашто тука сме сите, ова е тематски настан, веќе на 1 декември ќе имаме еден инфонастан во кој што ќе бидете информирани за новата платформа. Веќе тоа е трет поред инфонастан, арно, ама има многу работи што профункционирале, има уште многу што да се зборува за самата платформа. Знаете дека до пред месец дена многу работи недостасува и секогаш кажуваме уште ова да биде, па да можеме да отпочнеме реално и добро со работата, па и овие митинзи да бидат префрлени таму и веќе поинаку ќе се однесуваме. И тоа е тоа. Ако немате нешто да кажете, од мене толкова, би сакала да се вклучите и да кажете барем по нешто. Дали студија на ова е од Христина? Слично, но не е исто, зашто студија на случај може да биде и многу пократка. Кога имаме акцијски истражувања, тие се многу подолги.
Сметам дека секој наставник го прочитал и го користи прирачникот кој што ни е веќе 10 години на располагање и токму го обработува акционото истражување и студии на случај. И нормално и од самото читање сите ние различно ќе протолкуваме и финтата е да ги споделиме собствените искуства. Конкретно за мене има голема разлика помеѓу акционо истражување и студија на случај, зашто самата студија на случај може да обработува само едно делче од акционото истражување. Например, еве денес да анализираме или да истражуваме зошто од година в година ни е се послаб успех кај учениците или зошто не се мотивирани за учење. Тоа би можело да биде едно комплексно акционо истражување, само еден сегмент или само една од причините за такво однесување на нашите ученици може да биде студија на случај. И затоа велам дека за акционото истражување ни е потребно многу повеќе време отколку за студија на случај. Освен поздрави и нешто друго, не гледам ништо тука. Ако немате никакви прашања, тогаш ќе завршам, па се гледаме во нередната прилика. Mogu li samo da pozdravim kolege iz Makedonije? Може ли, Дуда, да се вклучиш? Ајде. Ja bi se rado uključila, ali evo imate jedan veliki pozdrav i od mojih đaka, ja vas slušam sa časa. To je super. Pozdrav. Eto, to je razlog što ne mogu da se uključim. Pozdrav. Благодарам, Дуда.